Сакам присуството на Караджовски овде да го искористам за само начелно да допреме дел од овие теми кои што се поврзани со најавите за реформа во правосудниот сектор. Се подготвува стратегија, има една нацрт верзија. Едно од прашањата кои што треба да бидат адресирани е прашањето на воспоставување одговорност на членовите на Судскиот совет пред некого. Бидејќи сега вие не одговарате никому за вашата работа, имате огромни ингеренции. Да, системот беше идеално замислен во 2005 со судските реформи, со измените на Уставот, но се испостави дека тоа не беше доволно за да обезбеди докрај независност и професионалност во функционирањето на судството. Се согласувате ли дека прво треба да одговарате пред некого за својата работа и што мислите дека е најприфатлива опција во таа смисла? Прво морам да кажем дека започнувајќи ја работата новата влада и подготвувањето на стратегијата за реформи во правосудството, со Судскиот совет не изврши никакви консултации, се формира тие совети за правосудство, работни групи и така натаму. Таму Судскиот совет нема свој представник. Во работната група или во советот? Ние ја следиме ситуацијата. На двете места нема. Значи од нас не е побарано, ние немаме номинирано, да се наметнеме не можеме, без разлика на тоа. Значи тоа по заслуга. Прво како реченица, пред да преминам на одговорноста на членовите, реформа без пари не може да се прави. Значи согласно законот за судски буџет, 0,8% од бруто домашниот производ на Република Македонија за претходна година. Да, и знам дека оваа година ќе оди под 0,4, што е и дека со ребаланс на буџет не сме да се намалува тој износ. Години наназад, јас можам да разговарам за последните 2 години, кога сум бил одговорен за буџетот судски, како по функција председател на Судски буџетски совет, тие 0,8% се далеку, сме до 0,35 до 0,40. Ланската година успеавме со ребалансот да не ни се намала средства, оваа година и со ребалансот се намалија средства. Во разговор со министрите за финансии, што да правиме, нема пари која ми велат, јас му молам, или ќе ги добиеме парите, или ќе ги кршите закон. На ова ниво, Ристовски, ова е вистина. Ако судската реформа е на вистина еден од приоритетите на владата, тоа не може без пари да се оствари. Мислам, можете и идеална стратегија да направите, да ги смените законите, ама ако не се остварува оваа минимум законска обврска за 0,8% од БДП, тогаш на вистина ќе останат состојбите какви што се. Ова е само еден сегмент, инаку состојбата на зградите, состојбата внатре во судските згради, другите материјално-технички услови за работа се навистина катастрофални и се дел од овие извештаи на Судскиот буџетски совет. Да, ма тоа е повеќе прашање за министерот за финансии околу определувањето на процентот кој ќе оди ако законски е 0,8. Веројатно и вие ќе треба внатре во владата да се борите за ова. Секако, нормално тоа е дел од Министерството за правда. Тоа се тие. Инаку што се однесува до судски згради и слично, јас знам дека во моментов, например, кај обвинителството, тече еден проект кој го финансира Европската Унија, Европската комисија и ќе се реновираат поголем дел од обвинителствата во Република Македонија. Баш вчера беше состанокот на кој јас присуствував. Сме презависни од тој тип на странски донации. Сме затоа што немаме средства во буџетот. Ама не може реформа навистина без пари да се прави. Точно, дека не може без пари да се прави реформа, меѓутоа буџетот е ваков каков што е, не благодарејќи на новиот министер за финансии, благодарејќи на претходните трошења. Ама 2018 сега е во подготовка новиот буџет, дали нешто ќе се поправи? Ќе видиме, се надевам да, но тоа е сепак прашање за министерот за финансии. Само едно, ако можам да дополнам, да го коригирам господинот Караджовски, он рече дека они не учествуваат во работните групи и во советот. Тоа е точно дека не учествуваат во работни групи и во совет. Меѓутоа, стратегијата одеше јавно и имаше 3 дебати по неа. Во тие дебати беа како што се изготвува одредени фази од истата, таа беше ставана на јавен увид. Како на граѓанските организации, така и на сите релевантни институции. Истото важи и за Судскиот совет. Судскиот совет прати член кој беше присутен на дебатата која се водеше во рамките на Министерството за правда, имаше рокови во кои они можат да испорачаат своји мислења. Реформата на Законот за Судски совет оди во 2 фази.
Првата фаза е сега, како помал пакет, тоа е укинување на Советот за факти, кратко да го кажам, на тој закон, и пренесување на таа надлежност во Законот за судски совет. Големата реформа ќе оди понатаму, значи од ноември па натаму. Таму ќе се утврдува начинот на одговорност. А тоа се знае сега, бидејќи има повеќе дилеми, дали биде колективна, дали да биде индивидуална. Значи се уште не сме, само што сме на почеток во тој дел. Вие што мислите за ова прашање конкретно? Ќе одговорам и тоа околу парите, да завршам, да не зборуваме од колку години наназад платите на судиите не се изменети, а за тој проект што е започнат од претходната влада точно со европски пари, за се бори за платите на судиите, не Министерството за правда, нема надлежност Министерството за реформите. Значи, законите, знаеме кој ги носи, ние се бориме можда недоволно, признавам кога не успеваме. Проектот за реновирање на јавни обвинителства. Не знам точен процент, ама околу половина се во судски згради, а има проект за реновирање на обвинителства. Идиме до една чудна ситуација, каде што се во судски згради, ние тоа го имаме наметнато како прашање и ќе одиме до крај. Трошоците на јавните обвинителства, комуналните трошоци за парно, за вода, за струја, ги плаќаме ние од судскиот буџет, не ги плаќа јавното обвинителство или сите обвинителства кои што се во нас просто. И немате колку што знам. Значи, ние бараме и ќе одиме до крај да го решиме тој проблем. Значи, од судскиот буџет, така секој може да рече толку пари добивате, меѓутоа добар дел од тие средства ние плаќаме комунални трошоци на друг државен орган. Околу одговорноста на судскиот совет, односно членовите на судскиот совет. Оти предпоставам, не беше пријатно и за вас да слушате колешката Зафировска како се јавува кај секретарката на премиерот и му пријавува колку слободни места судскиот совет ќе огласи. Добро, ако преминиме на преслушуваните разговори да коментираме... Не, чисто како една илустрација за што зборуваме воопшто. Значи, за одговорноста на членовите на судскиот совет. Не зборуваме за тој тип на одговорност пред секретарката на премиерот. Анализа на законите во оние држави во Европска унија и надвор од Европска унија, кај кои постои судски совет во различни формати со различни ингеренции, укажува на тоа дека кај ниту еден судски совет членовите не одговарат пред другите две власти. Дури кај нас и сега со постојната одредба од членот 135 последниот став имаме обврска да го доставуваме годишниот извештај на судскиот совет на усвојување пред собрание на Република Македонија. Но до тука завршува улогата на собранието, понатаму нема никаква улога собранието. Никаква последица по судскиот совет. Ако не го усвои, нема никаква последица. Ако има некаква последица, било каква, тогаш директно и недвосмислено судскиот совет ќе биде во рацете на партијата или партиите што имаат мнозинство во парламентот и секоја година, не теоретски, практично секоја година би можело да се врши промена на членовите на судскиот совет. Ама и вака, господин Караџовски, испадна дека сте во рацете на извршната власт во изминатите години. Значи, не само во законот за судски совет. Не велам дека тоа е добро решение, но кажувам дека и актуелната ситуација е проблематична и мора некако да се решава. Значи, таа перцепција е наметната и изнасилена дека судскиот совет е во канџите на некој или некого. Или дека сите така, значи провејува една дека сите политичари сакат да го имат судскиот совет и судиите во својот џеб. Така. Меѓутоа, на терен до 2013 година беше еден начин на избирање на суди, потоа е друг начин на избирање на суди. Одговорноста и да не е запишано во закони, прекршочна, кривична одговорност за совесно работење стои на секого. Не треба да е негде посебно запишано. Во Законот за судски совет стои дека секој член за својата работа одговара прекршочно и кривично. Значи ние, за разлика од судиите, членовите на судски совет е испуштено и тоа е на заменик министерот да му кажам, бидејќи се прави реформа, според мене треба да се предвиди да немаат поголемо право судиите од членовите на судски совет. Членовите на судски совет немаат имунитет. Вие не би чепкале ништо во тој дел, во делот на одговорност на членовите на судски совет? Во тој дел не може да има. Во некои од државите е регулирано за поединечна одговорност на член на судски совет, доколку осуден и така натаму, самиот судски совет одлучува или го отстранува со мнозинско одлучување и слично. Убиствено
за судството и за целото општество пошироко би било доколку има директна и непосредна одговорност на било кој судски совет пред некоја од другите две власти, особено, како што разговараме, пред Собранието на Република Македонија. Ама се покаже убиствено и ова што немате одговорност пред никого. Пак не велам дека треба пред Собранието да, како да кажем, да имате финалната одговорност, но значи, некаков не можем систем, да разберам некаков на кој механизам. Убиствено. Значи, се што е сработено... Во сите релевантни извештаи, господин Караджовски, сте опишани не само судскиот совет. Вие сте една алка, но системот генерално, како се вели квалификацијата за заробена држава, меѓу другото, ги вклучува состојбите во судството и вие тоа го знаете. Значи, начинот на избирање на судии во поголемиот дел од државите и од Европска унија и надвор од Европска унија е помалку демократски, има директно кај што има и министер за правда избира, има предлог на судски совет, па избира парламент како што беше која беше. Но можеби нивото на политичка совет. култура е многу повисоко таму. Меѓутоа, кога имаме определени критериуми врз основа на кои треба да се избере, тогаш согласно законот добива оној што ќе добие мнозинство гласови. И сега имаме и двотретинско и квалификувано мнозинство од тие што не се заедниците. Јас одговорно тврдам откако сум член на судски совет и председател на судски совет, прекршување на закон во тој поглед немаме. Проблем во спротивна насока се создаде со ригидните и не тешко спроведливи, неефикасни решенија кај што треба да се изменува закони во однос на бодувањето, оценувањето на судиите. Затоа што основен критериум е добиениот број на бодови, а другите критериуми што се наведени таксативно, меѓутоа не се бодуваат се во законот за судски совет и не можат тие критериуми да се применат при вршењето на избор на судии. Добро, мораме да привршуваме. Ајде, само кратко коментирате. Само еден краток коментар. Значи, не може да нема одговорност за членовите на судскиот совет. Ова што го кажува господинот Караджовски за кривична и слично, сите ние подлежиме нели на кривична одговорност ако нешто направиме. Очигледно дека моралната одговорност ке одредени членови на судскиот совет е на многу ниско ниво. После тие разговори што ги чувме, таму требаше во најмала рака да се поднесе оставка. Тоа не се случи. Значи, сепак е ова Македонија, не зборуваме за високо развиените земји и мора да се најде механизам. Кој ќе биде механизмот? Ќе видиме. Не е добро да извршната власт има контрола. Да, меѓутоа зашто не Собранието? Тоа е највисокиот законодавен дом. Таму имате пратеници од сите можни парламентарни партии во Македонија, од независни пратеници и слично. Мора да се најде некој модус. Не може неодржлива е состојбата. Ова ќе најде на критика во делот судската јавност, вклучувањето на Собранието. Не, јас го кажав како една од идеите што провејуваат во овие моменти. Не е почната работата на тој дел од измените на законот се уште. Меѓутоа, ова е неодржлива ситуација. Па вие видите го извештајот на Прибе, ќе видите дека 70% од него е за судскиот совет. За работата на судскиот совет. Да, добро, мораме да завршуваме. Ворете? Ворете, меѓутоа морам да повторам. Ваков начин, директно да може Собранието, би било убиствено. Јас секогаш кажувам дека не зборувам од аспект на член или председател на судски совет. Краток период од мојот живот и од мојата кариера сум тука. Јас се гледам како судија и ќе бидам судија. Сум доволно млад да кога ќе ми истече мандатот тука да се вратам и да продолжам со својата судиска работа. За судиите не е добро. Да, очигледно има 5 члена кои се избрани од парламентот во судскиот совет. 8 се од судиите, а 5 се од парламентот. Кој би вршил контрола врз нивната работа? Очигледно прашањето е комплексно, ќе бара дебата, предпоставам ќе се отвори и на крајот ќе се најде некаков модус кој што ќе биде од интерес на на општеството, затоа што состојбите во судството навистина се оценети за проблематични и треба да се подобруваат.